Земјоделците не сакаат осигурување по секоја цена. Најавите на Министерството дека осигурување на земјоделските површини ќе биде услов за добивање на субвенции, за нив е рамно на обид државата посредно да им го укине субвенционирањето. Ако осигураш посева, негде било околу 1200 до 1500 динара од декар, па ја на 80 декар треба 3000 евра да дадам за осигурање. Па дека тие пари јас ќе земам за 3 треба да дадам, 2,5 да земам. На ваков начин, со ваква тематика, со ваква логика они што работат не бива. И они сакат, не е друго решение, сакат да ни учинат и субвенции што и дават и тоа е да учинат, значи од оваа страна да и дават, од друга страна да ти земат. Ваквата одредба за земјоделците е рамна на уцена. Тоа малтене се поистоветува значи со уцена, класична уцена. Да мораш да го осигуриш посевот, за да добиеш субвенции. Уставот на Република Македонија децидно го дефинира правото на приватна собственост и никој нема право под никои услови да го издава под закуп приватното земјиште. Така да се носат толку апсурдни закони што апсолутно значи не се одржливи тие мерки. Реакциите на земјоделците не стивнуваат откако беше промовиран новиот закон за субвенции кој меѓу другото предвидува задолжително осигурување од штети. Со ова земјоделците ќе имаат поголема сигурност во производството. Во првите години осигурувањето ќе биде бесплатно, а понатаму бидејќи ќе плаќаат сите земјоделци, осигурителните полиси ќе бидат поевтини од сега. Во исто време државата ќе формира посебно тело осигурителен пул и во случај на штета обештетувањето ќе се исплаќа истата година, а земјоделците ќе бидат заштитени од можните манипулации на осигурителните куќи. Стои во образложението на Министерството. На ваков чекор Министерството се одлучи поради многу малиот број склучени полиси за земјоделско осигурување, а големиот број барања за одштети од елементарни непогоди поднесени до владата. Според податоците од Агенцијата за супервизија на осигурувањето, од 11 компании само 4 продаваат земјоделско осигурување. Годинава се склучени само 654 договори за осигурување во земјоделството и сточарството, со вкупна вредност од близу 119 милиони денари. Сумата на бруто исплатена штета од осигурителните компании годинава е 400.000 евра, додека лани истата достигнала речиси 5 милиони евра.